Во прошлата емисија говореме нешто за аматерите рибари или рибари почетници, а во оваа емисија ќе збориме нешто и за рибарите професионалци, значи, или конкретно за спортската професионална риболовна опрема. Мој соговорник е Горан Цуцул, со надимак Цуцул, па он ќе каже нешто повеќе за трските, нели, од поквалитетен калибар. Најпрво добро дојдовте во Мартиспорт. Благодарам. Чест ми е да присуствам секогаш и кога сте вие мој соговорник. Инак од годинава новост во Мартиспорт е дека постана официјален дилер за уште еден италијански бренд, значи покрај Колми, кој веќе 20 години го работи, сега веќе и Тувертини започна со својата дистрибутивна мрежа во Македонија. Као што веќе може да се осети во медиумите дека веќе се осеќа дека е присутен Тувертини, тоа ми е доста мило и еве продолжуваме со на секој можен начин да го испрезентираме како бренд, квалитетен, но и достапен за нашиот пазар. Ќе започнеме во надпредавачката серија на телескопи. Ќе започнеме со основата, тоа се директните телескопи, наменети за ловење на ситна риба, на надпревари, за плашка, за црно перче, за така, за сончаници. И ќе започнеме со оваа прекрасна серија, ова е професионалната серија, Алборела концепт се вика. Моментално држам модел од 2 метра и кој е изработен од високо модуларен, односно радиален карбон, со голема количина на карбон во самата трска, во самиот материјал, што ја прави многу крута, многу лесна и лесно управлива и добро балансирана, не добро, него одлично балансирана. Значи ова е моделот од 2 метра, веќе од 3 метра се малку веќе диаметарски се по-дебелки од оваа 2 метра, затоа на оваа 2 метра има специјално изработена од плута, има изработена држка за да биде по-убаво да се маневрира со неја. Колку тежината ова не се насеќа? Добро, ова е 2 метарско стапче кој е некои 40 на грама е тешко, ова 2,5-ката е некои 50 на грама, ова тројката е 70 грама, значи тотално едно уживање во риболовот, тој што сака да лови вака, значи ситна риба и со директно. Што значи директно? Директно значи нема машинка на самиот телескоп, односно на самиот врв, како што гледате овдека, значи овој се вика хибриден врв, кој се состои од полн карбон и од шуплив карбон. Значи шупливиот карбон му дава цврстина на врвот, а полниот карбон му дава еластично за да може да издржи покрупно парче риба. Сега на ова врвче се монтира вакво конекторче. Не е вакво, ова е за штек, ќе објаснам покано, мега слично на ова конекторче, каде што се прикачува директно конецот. А тој конец има ловка и значи се користи јадичката ви завршува на оваа рака за откачување. И се лови пред вас тука, се рани, се лови за да се постигне што поголема брзина при вадење на риба, за ситна риба збори. Значи тоа е тоа да расчистиме што е директна ловење со директна трска. Веќе тоа што нашиот пазар највише би го интересирало, тоа би биле трските кои би се користеле на река, на езеро и така оние стандардни што би рекол. Ова се малце повеќе од стандардни, значи малце повисоко котираат од стандардни, така. Значи изработени се од високо модуларен карбон, некои веќе и повеќе од тоа, значи не само што е високо модуларен карбон, туку и еве ќе започнам со значи телескопот кој направи револуцијата во овој значи сегмент на болонези трски во Италија. Тоа е еволуцијата R18 технологија, значи R18 карбон. Што значи тоа R18? Прв пат значи имплементирана 2018 година и тоа што значи дека количеството на смола при изработка на самиот дел на трската, карбонот, или се лепи со смола, тоа се две карбон и смола. И значи драстично намалена од 35%, значи било која трска да ја земеме, најквалитетната од било која фабрика од 30 до 35% содржи смола. Зашто? Затоа што
таа смола го држи карбонот стиснат и го прави еластичен. Доколку не е таа смола толку, тој лесно би пукал. Сега тоа што Тубертини го измислило, односно го дознале веќе нивните лаборанти таму, испитувачи, нашле смола која ги дава истите ефекти, како да има 35%, значи на самата трска смола, а всушност е 18%. Со тоа добиваме. Не значи 18 колку годината, него грамажата на смола. Така, значи грамажата, процентот на смола во изработка при трската. Така. И тоа е веќе еволуција, пошто пак ќе кажам, многу ретко која компанија ја користи таа, односно нема компанија што користи толку мало, освен Тубертини, и тоа е нанотехнологија стрикно. Така. Фирмата Тубертини, што уште да кажам, значи главната изработка на трските им беше до пред некое време во Италика. Значи тоа е еден центар за карбон многу познат и пошироко во светот, значи изработуваат многу делови за точаци за вселенски летела, за авиони тие работи, а сега веќе е префрлено во ФАПС, исто италијанска фирма, и сега тоа се некои таму маркетички, меѓутоа квалитетот е тој, си е задржана тоа што е Тубертини, тоа е балансираност, крутост и лесна трска. Цената некаде околу Цената тоа се видите. Зависи од моделот. Зависи од моделот, зависи од ситуацијата. Значи често пати сега како што кажавме, значи ние започнуваме, ќе продолжиме во иднина, веќе ќе создаваме едни акции со тие како што ги најави Жаре, комбо сетови, акции на одредени производи, значи самата фирма ни помага и на нас како дилери веќе да промовираме компанијата и да направиме достапна за поширок пазар овдека во државата. И сега овој модел е ултра слим болонез, значи ова сега ќе кажам вака монтирана, 6 метра трска е. Една од најтенка ја мислам дека нема потенка од неа, може да фатите да видите. Ова е 6 метра болонез. Тежи 100. Пластиката дојде тежи. Да. Заштитата на опцията. Тежи 180 грама. Има некоја акција 0,12. Значи е понежна трска во поглед на зафрлање и на тие работи, а додека јачината си ја има. Значи ова трска е многу параболична при оптеретување. Да. Значи има параболата, така да и слободно тестиране првото искачање на оваа трска 2018 година, веќе сам Тубертини имаше објавено видео каде вади морска риба од 2 килограми на море со оваа трска. А знаеме колку е појака морската риба од речнава или од па да не зборам од езерска. Да, многу. Така да оваа трска е заедно фино ловење, да кажам за мајстори сосед, да се уживаат со неа и тоа е тоа. Ќе има исто од оваа модел, веќе на патен навака едете, така да кажеме, значи ќе има 0,20 акција, исто 6 метра, малку потешка ќе биде околу 200 грама, меѓутоа многу појака акција, многу подсврста она што го бараат нашите риболовци. Значи да биде и цврсто и лесно и да си има параболата при оптеретување кога е со риба. Значи тоа е многу битно, трската, да работи при оптеретување. Така, значи ете чим почнавме од нај, кидеме со нај. Исто и ова е нај, меѓутоа без сегмент, знаеш, така некако се рачунаат, се класифицираат работите. Ова е нешто подебело од претходната? Да, значи ова е 6 метра веќе, 6 метра 0,30 акција грама на зафрлање и тоа веќе е една многу јака трска. Со грамажата според акцијата и јачината која има и проверената тест тежина, значи проверено е со 0,20 милиметра конец, основен, да, и проверена е, не се крши. Повеќе од тоа може да се скрши. Не дека значи дека се скрши, него може да се скрши. Сега ако сите гледаме 0,20 конец, не постои испод 3,5 кила што држи. Трска држи уместо 3,5 кила, проверено. И со незините 250 грама, она е лесна како трска. Зашто? Затоа што е доста избалансирана. Значи распоредена е тежината, сега повеќето се разбира што е баланс, да не звучам онака учителски. Значи кога сите разбираат така. Значи што е баланс? Баланс е кога ќе се пушти оваа трска цела, значи не е битно на вага што значи, она може да биде и
150 грама на вага, меѓутоа кога ќе се пушти толку да е лошо избалансирана, да на вага ќе треба да речеме она на половина да се стаи за да дојде на вагање. Додека овие што ги кажуваме избалансирани трски се кога се пуштени, нивната главна тежина е у првата третина од трската. Така. И тоа е тоа што на нас ни дава лесна управливост, немаме товар на раката, зашто целата тежина е попрема нашата рака, не е подалеку од нашата рака. Ето тоа е за балансот, за да веќе имаме представа што. Кој не знаете. Да, што значи баланс на трска, па понатаму иде downforce на трска. Тоа е исто кој е пуштена трската, тоа што го збориме, кој е лошо избалансирана. Значи сега оваа трска тежи 250 грама на вага, така, фиксно. Кога ќе биде пуштена, значи истата таа трска на вага која се мери, на пример на 60 сантима од мртва точка до вагата, она има некоја тежина од речеме 1 кило. Тоа е реалната тежина од трската. Ние реално држиме 1 кило во моментот. Со таа трска. 250 грама. Така е. Сега, што е битното? Ако не е избалансирана, односно, да речеме, има се топ модели од други марки, од други, да не именуваме, да не е. Значи, има тие тежат 180 грама. Да, тие се 70 грама полесни од оваа, меѓутоа нивната тежина не е во 1/3 од почетокот на трската. Значи таму може да достигне 2 кг. Да, може и кило и пол да биде. Ако е она на вага 180 грама. Така. Ето тоа е балансот, тоа е downforce, значи што значи и сето тоа се плаќа. Нека се плаќа. Се плаќа. Во овој случај плаќањето ја можам да гарантирам дека Martin Sport е најевтин на Балканов со цени за тубертини. Нормално секој кој има нарачка и сака посериозно веќе да си се опреми со тубертини, слободно да дојде во Martin Sport, мене да ме контактира, Жаре да го контактира. Значи слободно може да контактира за да видиме што можеме и тубертини отворено, значи и уште поголем попуст може и од тоа што е и уште поголем да се добие, се со цел да веќе бидеме да се размножи бројот на рибари. Да биде, значи правиме да биде, пробуваме, односно правиме се, трудиме да биде што подостапна оваа марка во нашава држава. И со цени и квалитетот што го нуди, значи тоа што го зборев. Не може за без пари да биде, меѓутоа истата трска да речеме у соседството е од 250 до 300 евра. Иста оваа трска. Тука е некои 12.000, значи 200 евра е рамно. Вака им чистате на луѓето од соседството да си дојдат да си ја купат, да се истерате на ручек и да се вратат повторно. А ако некој сака да купи од соседството, е поскапо ќе плати, царинин ќе мисли па вака па така. Не, дечки, тука е оригиналот е. Значи, директно од Тувертини стига, директно од Италија, тоа е тоа. Добро. И последното, и најсладкото ја ви рекол. Значи, не дека нешто не ми се свиѓа ова R18 или да речеме оваа што е појакава за мрена, за крап. И бојни ке си вади таа, нема проблем. Значи, како што кажав, она е јака. Меѓутоа, при оптоварување, она се има параболата, си пушта колку што треба. А кога не е при оптоварување, таа е крута и стои мирно. Тоа што ми е најмило на мене, не знам зашто, може така, многу си сакам класика, ретро. Така, значи, класик. Да. Ова е баш таа серија на Италика модели, додека работеше Тубертини со Италика. Се уште, мислам дека во истиот стил се продолжува со оваа трска, со истиот карбон. Значи, високомодуларен радиален карбон со многу над 60 значи над 60.000 има микрони во 1 сантим на сантим во карбонот. Тоа е наука више. Така. И тршето е фантастично, значи какво однесување има кога е во рака. Исто река. 6-18 грама акција. Значи нешто средина. Не е ни премногу нешто. Пак се да не звучи. Акцијата не значи дека трската не е слаба за риба. Значи акцијата само одредува со која грамажа можеш да зафрлаш, а не дека не може да закачи и поголема риба и да ја извади. Сега, оваа е некоја идеална, значи 6-18, негде на средина би дошла 10 грама, значи доволно јака трска, доволно крута и премногу лесна. Он има само еден диаметар поголем неголи оваа R18 или 7906, он има малци, има
за 1 милиметар може би по диаметрот е поголем. Меѓутоа изработката е пак ќе кажем, тоа е класичен old school изработка и трската е една од оние топ модели кои уназад 7 години тубертини да се користи. Кај нас на пазарот. Кај нас на секаде, значи во светот, тубертини беше топ модел пред 7-8 години, беше топ модел во тубертини, али се уште го задржија пошто е лошо. Се уште го генерален увозник на тубертини да, Марти Спорт, така? Да, оваа година, да, значи од 2020 официјално е Марти Спорт. Така. И тоа е, значи, ова трси ефтино, не е многу скапо, че некои 8.000 денари, 8.500 денари, 210-215 Сепак става збор за профи опрема. Ова е веќе првата профи опрема, како веќе по класификација, да, ама од надпреварувачка веќе. Значи, кога збориме надпреварувачка, секој што е надпреварувач е рекреативен риболовец. Значи, у слободно време, ако надпреварувам, јас сум рекреативен, ја идам на вода, рекреативен сум риболовец, значи. Ова е почетокот, влезот во надпреварувањето и во тоа некој што веќе сака да ужива во риболовот. Значи, ова е таа класа. Има нормално и поевтини. Тоа здрајво следна прилика ќе го буџетот. Так. Као што гледате овдека веќе има. Значи во Марти Спорт има многу работи во поглед на спортскиот риболов. Ова се веќе футрова за штек, 2 метра е долга. Со водоотпорна заштита е, со многу квалитетен материјал и од многу квалитетен материјал изработена и некоја багателна цена. Мрежи чуварки за надпреварување по 3-4 метра. Еве ги, големите, да, чадори големи, 2,5 метра пречник. Што има уште? Имаме вака за речните риболовци овој појас. Че ова се става околу појас и може да речеме некој, еве сега збориме генерално за тубертини, не е проблем, ќе се збориме за колмик нормално. Зашто тие малку не се исти фирми. Така. Мислам исти со производите се прави. Значи, што е поентата у сето? Ово се става дали на појас, а може и на рамо, значи горе исто, и овие закачалки да овозможат закачување на нешто вакво. Ова е од ПВЦ пластика изработено, односно за мамци, за храна, за чуварки. Да ви стојат близко и носува да се бидат и тука. Значи тоа е тоа, многу достапна, ефтина ценичка има исто. А многу е практично. Ова? Тоа е веќе сито, тоа се други работи, тоа е за веќе за храна, кој ќе збориме. Исто друго што сакам да кажам, да продолжам врска со надпреварувачка риболов. Значи има доста овој дуќан има доста материјал за надпреварувачкиот риболов во пливка. Исто така има и за фидер, има и за нешто и за краб. Но еве кратко за пливка, значи има доста типови на конектори, заштитници за ластици, за меч оловца, значи отворени тефлони за штекови, јадички надпреварувачки, мали, јаки, во боја секакви, конектори за ластици, клешти за оловца и држачи за ластик, овие конуси. Значи ова е само дел од тоа што сега тука го излагаја, слободно дојдете во Марти Спорт, има уште повеќе, ова е ластик за штек. За штек. Значи ова се става во врвот од штекот. И ова практично му служи на штекот како орша, како машинка на балонестрск. Значи ова ја работата на машинката. Она се отвара и се собира, И тој седи во врвот од штекот, во првите 2 или 3 дела, значи. И ова има голема растегливост, 1:700. Значи 1 метро ваков ластик се растега 7 метри. Значи кој ќе оставите во топсето 3 метра, тој има 21 метро фора да се отвори, да множи со 3. Да ја глуми машинката. И да затега и да собира и да спушта за тебе, ништо. Ето е тоа ластикот. Не значи дека не може да се користи во директна трска. Така. Значи директна појака, сега веќе во Марти Спорт од септември ќе има веќе 7 метарски карбонски, високо квалитетни, ама јаки трски, ќе бидат со пристапна цена и во нив ќе може директно да се стави ваков ластик
за приловење на некоја голема длабина или кај што има бонус риба поголемка, која фаќа со директна трска, да може да работи ластичето исто како со машинка. Да, биде затегне само да се збрца јадицата. Сама и она кој ќе тргне, значи да се бори да се ослободува, овој ластик може исто да се монтира во таква трска. По ситуација не ти одлече трската во вода? Не е туку ластикот ќе. Да, ластик може да вреше, после да има... Нема, сега кажувам, на 3 метра го ставиш ластик во трската, лавав да стои, тој ми се растегнува 20 метра напред. Значи сосема доволно да умори 3 кг и 5 кг. Науката иде напред. Да, се си А иде. ова? Тоа е резервна чашка за чател, за прачка за црви храна. Не. За фрлање. Да, значи ова е мала, ова се користи за пелети, за бели црви. Ова исто со ова. Исто, само тоа е друг тип, тоа е хидроластик, ова е хололастик. Што е разликата? Ова е полн ластик. Значи ова е полн ластик. А ова има шуплина во него. Ова со шуплина. Да. И ова е многу порастеглив Од тој. од овој. Да. Само што тоа што кај овој ластик поголем е диаметарот, а истата јачина е како овој. Меѓутоа многу поубаво работи. Тука е предноста на овој хололастик. Исто постојат и хидроеластици, тоа се нешто како овој вака како холо, меѓутоа внатре во него има течност. Може нашите гледачи да погледнат. Чего дека пишува solid еластик и таму е холо еластик. Ова е полн ластик. Се што не е јасно, значи може да дојдете во Мартиспорт и да се информирате за било што, за опрема, за трска, за конец. Луѓето тука се доста љубезни, значи може да ви помогнат во себе поглед. Нормално. Кога станува збор за риболов. Нормално. Значи секој време нека дојдат. Ние ќе им соопштиме, значи има неколку начини на риболов, има крајно аматерски, значи она со запознавање, со едно интро, со неколку тапи, едно пакетче јадици и едно трче. Да, значи тоа се степени само. Значи слободно нека се дојде. Скалило. Така, Како се постанува за сите ги разбираме, ги знаеме сите скалива, така да за секој ќе најдеме тоа што му одговара, ќе си го добие и Не се случило никој прво на 10-та скала да отиде. Мора некако редот. добро се. Може да први по 2-3 скали. И имало и таленти, не дека немало. Да, Имало и таленти. И дај Боже да има уште, ама не се многу, али добро. Така, тоа е тоа. Исто лепезата на Тубертини може да кажеме дека имаме убави јакни, има комбилизони неопренски, односно не комбилизон за носење, не со чизма, туку чисто комбилизон. Пропуслив. Па од софтшел е направен. Така. Значи софтшел материјал е нешто како не дека не пропушта вода, до одредено време не пропушта, после пропушта. Така. Би запрашал нешто накратко ако може за спинтерските да ни кажете. Па перформанси, секако. Еве, модели. како што рековме, Тубертини исто така произведува трски за спин, меѓутоа под свој подбренд, тоа е Seika брендот, исто доста познат е во светот. Ќе започнеме со презентацијата на спинче, ова е името му е Seika Gravity. Има medium light акција и 5,21 грам акција на зафрлање. 2,40 должина. Едно одлично лесно спинче, многу убаво. Со цена пристапна, за разлика мислам за тоа што го нуди као квалитет. Значи Gravity спаѓа негде во средната класа на спинови од Тубертини. Тука има и уште неколку од Gravity со помали должини, но со истата акција, значи има од 1,80 до 20,70. Следното е Optical, тоа е веќе високата класа на овој наменета, стриктно за, ја би рекол, полесен спининг, пошто е 2,10 должина 2,20 со акција 2,12, значи стриктно блинкерска за нашиве рекички, каде што полесно се сврла мало блинкерчи и тие работи. За полупец. Не, за блинкер, значи, за пајче помало, има мала акција, затоа и тако е вршето многу осетливо, за да може да се сврла таа мала граначка. Заштитено да не се крши така? Не, тоа ништо, не, ластиче си е така стајано тоа, за да не бегаат зачињата.
Значи, тоа е тоа, од ова оптика се викава трче. Исто ценичката е приступачна, ефтинка, не е нешто вау. И најпродаваниот, значи, најпродаваната спинтерска од сејката вертини е Intense Pro. Во моментов имаме негде околу 5 модели од неја, тоа се со должина од 2,40 до 2,70. Имаме 3 типа ни се од 2,40, односно со акцијата 5,20, 10,30, 20,40 и двата се од Intense Pro, значи серијата, таа нај-all-around серија која е најкористена и најприступачна со цена. 2070 има 30-60 акција и 15-45 и 50-120 има акција. Исто така високата класа, последно што го имаме за сега за презентирање ќе биде Seika Shibuya. Да, Shibuya, таа е 2070, 520 акција, нешто идеално за кај нас, значи за нашите води. Ово е тоа трче. Пак ја кажам, висока класа е, ценичка има како средна класа. Средна. Да. Колку е прилика, ако не е тајна? Па негде околу 50 евро. Да. Приступачна цена во секој случај. Пак тоа го збориме, сепак ова е Seika, ова е тувертини, ова е правено како што треба. Го правеле исто така професионалци, го правеле од искуство, не го правеле на памет. Така да ја типувам на ова спинче, ја лично го имам користено и многу ми се допаѓа. И другите ги имам пробано, но ова ми е Коњак. Па не знам, мене така, ја не сум по спинот много, ја сум пливка, меѓутоа кога сакам да пробам спин, веќе ова некако најубаво ми легна. Друго нешто од програмата на Тувертини? Друго од програмата на Тувертини е храна, а може зади да фати храната, не е проблем. Така, храна за крап. Храна има за крап, за плашка, за црно перче, за караш, за лињак, за ова е оран веќе натриус млеко, таа се користи и на река и на езеро, зависно колку земја ќе ставиме во неја за да биде потешко или полесна. Исто така тука се колмиковите храни, пешерија, каведано, значи убави храни за клен, за бојник, и за мрена се користат исто, тука е Queen карпата за карпот, бентонити, додатоци за храна. Имаме 3 типа, значи сив, кафеав и бел бентонит. Има разлика од бентонитот, дефинитивно, чим ги има различна бои, затоа се сите 3 тука донесени. А која е разликата, ќе треба да си проберете. Да видите што е разликата, а има разлика, само ќе кажам, ќе би било тоа накратко. Благодарам на презентацијата, се надевам дека нашите гледачи се задоволни од презентацијата и секако доколку имаат прашања во врска со изборот на трски, тука се луѓето од Марти Спорт, во секој момент значи може да ви помогне да одберете што конкретно сакате да ловите. Тука и Горан. Па сега повелете во Марти Спорт, луѓето ве чекаат. Ја би ги покарал и најмалите. Значи ајде да видиме колку сме, што сме, да се изброиме и да започнеме едно, значи еве во име на моето матично здружение, риболовното друштво Вардар, ве повикувам сите дечиња до 13 години, дали во Марти Спорт, дали во Вардар, дојдете, пријавете се, да почнеме една дружба, да почнеме со вашиот професионален спортски риболов. Така. Тука сме, ве очекуваме и се надевам дека ќе видите во голем број. Поздрав. Кога сме кај малите, пред месец дена отприлика мислам дека имаше некој такмичење во Дојран ли? Имаше, да, држано првенство, да. Држано првенство. Така е. Колку имаше учесниците во шо? Имаше 6 екипи со по 3 учесници, тоа се 18 дечиња од цела Македонија до 15 години, односно не треба да полни 15 години во тековнава година. Значи наш хендикеп е што не успеаме да го покриеме, односно не го информирам за тоа, така да ќе се потрудим во наредните такмичења доколку се организираат да бидеме присутни таму и да ги запознаеме младите или сите оние кои сакаат да учествуваат тие млади до 13 години. Јас не сум знаел дека имате интерес да
Значи да ги пратите секогаш овие тука, надпревари, сакаме иначе да ги пратиме, да. Еве како председател на Трговачката комисија во Македонска риболовна федерација ве поканувам, односно ќе ве Благодарам. поканувам Така, вака во јавно наредните. да соопштам дека ќе бидете поканувани Да, би сакале сите да тие присуствуваме евенти. на такви И, надпревари. како раководител на проектот на град Скопје и ЗСР Вардар Urban Fishing Weekend што се случува во Скопје, тоа е една манифестација која започна минатата година. Сега продолжуваме и оваја. Исто така ќе бидете поканети. Значи тоа се 4 дена, 2 викенда, 4 дена. Ќе има различни категории, ќе инвалиди, глувонеми, дечиња ќе имаат куп рибарче, ќе има Вардар куп, ќе има професионалци со штекови и куп. Така. Значи 4 дена ќе бидат различити и ќе биде интересно, ја се надевам дека И ние се надеваме дека ќе имаме соработка во еднина и така. Так, би сакал да учествувам на такви надпревари и таа исто тие надпревари да ги пренесеме на публиката. Во ред. Благодарам уште еднаш. И исто и на вас.